Речиси никој во државата не верува дека немало договор меѓу Мијалков и власта, но министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски убедува дека такво нешто навистина немало, а затоа доказ ке била пресудата во петок. Покрај можниот договор тука се поставува прашањето дали Спасовски знае нешто повеќе од нас, дали со оваа најава можеби знае каква пресуда ќе добие поранешниот директор на УБК, иако тоа не е работа на извршната власт, со оглед на што судската е посебна, не смее никој да влијае врз неа. И на крајот сега, кој би бил договорот од овој настан? Договорот да побегне или денеска договорот што се пријави и издржува мерката куќен притвор. Значи, нема никаков договор, меѓутоа мислам дека изрекувањето на пресудата во петок, тоа не е работа на владата, тоа си е работа на судот. Меѓутоа изрекувањето на пресудата ќе ги расчисти сите овие можни дилеми за тоа. Според опозицијата пак станува збор за сценарио, односно договор меѓу Мијалков и Заев. Циркус во кој што видовме дека нема П од правна држава и дека нема воопшто владење на правото, туку и дека има едни мафијашки картелски договори, во кои што договори треба да се избегне системот на владење на правото, па прво заеднички се договорија бегалецот од правдата да избега, за после тоа да ги испреговараат неговите услови и да го вратат назад за да одглумат пред јавноста дека успеале да го вратат назад, а во суштина реагираа на она што се вика притисок од јавност и од опозицијата. По скандалите го се случија деновиве интерпелација за првиот човек на МВР, поднесе коалицијата Алијанса на албанците Алтернатива, Зијадин Селавелјове театар, смешни сценарија на власта. Пак Сашо Мијалков е на домашен притвор. Ова е најскандалозно, што покажува и утврдува сценарио помеѓу Зоран Заев и Сашо Мијалков. Сашо Мијалков во петок треба да слушне пресудата за случајот Таргет Тврдина, каде е првообвинет, а обвинителството побара максимална казна за него, односно 13 години затвор.